Почитуван директор на јавното претпријатие за државни патишта, Рустеми, почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани представници на надзорниот орган и на изведувачите, се наоѓаме во силен инвестициски циклус, инвестирајќи во градба и модернизација на патната инфраструктура во целата држава. Големата градежна офанзива продолжува, со што инвестираме средства во изградба на 3 нови експресни патишта, кои што се градат со вкупна вредност од 135 милиони евра, со што ја зголемуваме безбедноста во сообраќајот, а од друга страна го подигнуваме економскиот развој на државата преку секторот градежништво. Денеска со директорот на јавното претпријатие за државни патишта Рустеми се наоѓаме на увид во изградбата на експресниот пат Градско Прилеп, поточно на делницата Градско Дреново. Можам да потенцирам дека изминатиот период овој патен правец се гради со несмалено темпо. Изградбата се одвива според предвидената динамика и веруваме дека заклучно со 23 година овој пат ќе биде завршен и пуштен во сообраќај. За изградбата на оваа делница, која е во должина од 15,5 км, инвестираме 24,7 милиони евра. Втората делница од овој експресен пат од Дреново до Фариш исто така активно се гради. И на таа делница имаме силен прогрес, така што очекуваме согласно рокот во 23 година и оваа делница да биде изградена. Потполно разбирам дека овој пат е од огромно значење за Пелагонискиот регион, но и за сите кои патуваат во овој дел од земјата. Сакам да ги уверам сите дека работиме упорно и напорно за сите овие проекти да создадеме услови за модерен и безбеден сообраќај и за развој на целиот Пелагониски регион. Како влада, главен приоритет ставаме на реализацијата на капиталните проекти, кои ќе донесат раздвижување и закрепнување на економијата и во овие тешки периоди на повеќе светски кризи. Во следниот период, јас и директорот на јавното претпријатие ќе направиме дополнителна обиколка на сите инфраструктурни проекти, за да дадеме дополнителен стимул за продолжување на нивната реализација. Сакам да потенцирам дека средствата за сите проекти се веќе обезбедени и секако дека ги правиме сите напори согласно сите овие ценовни шокови кои што се случуваат, проектите да продолжат да се градат. Владата е целосно посветена на изградба на патната инфраструктура во земјата. Остануваме на нашите инвестициони планови, фокус на изградбата на модерна, безбедна и сигурна патна инфраструктура за нашите граѓани, за конкурентност на нашата земја во целиот регион. Благодарам. Почитуван министар за транспорт и врски господин Бочварски, почитувани медиуми. Се наоѓаме на централниот дел на Република Северна Македонија, поточно на Клучката Градско, место кое историски е познато како значајна сообраќајка и трговска крстосница. Не само за нашата земја, туку и за поширокиот балкански регион. Тука се вкустуваат значајните патни и железници јазли, кои создаваат врска со северниот и јужниот дел на Балканот и токму затоа е коридорот 10 важна меѓународна рута која поминува низ нашата земја. Денеска заедно со министрот Бочварски вршиме увид на изградбата на експресниот пат Градско Дреново, кој е дел од кракот Д на коридорот 10. Изградбата на експресниот пат Градско Прилеп е поделена на 3 делници. Првата делница е изградбата на експресниот пат Градско Дреново, втората делница изградбата на експресниот пат Дреново Фариш и третата делница проширување на патна делница од Прилеп до мостот на Риличка река и изградба на трета лента на патна делница од Беловодица, Каменолом, Маврово. Овој пат е еден од најзначајните патни правци во државата, каде што дневно поминуваат неколку илјади возила од сите категории. Делницата Градско Дреново се финансира од програмата за националните патишта, односно средства се обезбедени од ИПА фондови во висина од 21 милион евра, со национално кофинансирање во висина од 3,7 милиони евра или вкупно 24,74 милиони евра.
првата делница Градско Деново ја гради компанијата Штравах, надзор ЕГИС во конзорциум со ХИЛ. Инаку, овој дел од експресниот пат е со должина од 15,5 км и на ова делница е предвидено да се изградат 4 виадукти, 4 подпатници, 4 подпатници и 2 клучки кај Градско и Росоман. Експресниот пат ќе има 2 возни ленти од 3,5 метри, 2 ленти за застанување од 2,5 метри и по 2 рабни ленти со вкупен патен профил од 12,4 метри. Интензивно се извршуваат градежните активности на клучката и надвозникот Градско. Процентот на реализација на овој момент е 39,3%, а рокот на изведба е до јули 2023 година. Очекуваме централниот регион ова пролет и лето да биде едно големо градилиште и граѓаните во блиска иднина да добијат подобра патна инфраструктура која ќе значи и поголема развиеност на регионот. Ви благодарам. Индруар министри транспорти Делидиеве Зоти Бочварски, тандруар медиуме, не сот дјемдеми пикриш на пјесен Qendrore të Republikës së Maqedonisë së Veriut në mësaktësisht në aksin rrugor Gradsko. Vend historik është i njohur si një udhëheqje rëndësishëm në të cilët kemi udhëheqjen në mes rrugëve të rëndësishme ku lidhet jugu dhe veriu, gjithsesi ku ndodhen një kryqëzim i korridoreve shumë të rëndësishme jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe për Ballkanin më të gjerë. Sot së bashku me ministrin Bocfarski jemi këtu të kryejmë inspektimin e ndërtimin e autostradës Gradsko-Drenov, i cila është pjesë e krahut D të autostradës së korridorit 10. Ndërtimi i autostradës Gradsko-Prilep është i ndarë në 3 segmente. Segmenti i parë ndërtimi i rrugës Gradsko-Drenov, segmenti i dytë ndërtimi i rrugës Drenov-Farish dhe segmenti i tretë është aksi Trinov nga Prilepi deri te lumi Lenishk dhe ndërtimi i korsisë së tretë dhe zjarrimit të rrugës deri në Bëllëvodic, kurthyesi Mavrov. Kjo rrugë është një nga rrugët më të rëndësishme në vend, ku çdo ditë kalojnë disa mijëra automjete të llojeve dhe kategorive të ndryshme. Segmenti Gradsko-Drenov financohet nga programi IPA fondeve me vlerë për 21 milion euro dhe me bashkëfinancim kombëtar për 3,7 milion euro, ku gjithsej financimi është 24,7 milion euro. Segmenti i parë Gradsko-Drenov është duke u ndërtuar nga kompania Shtrabak, ndërsa është i mbikëqyrur nga mbikëqyrësi EGIS në konsorcium me HIL-in. Kjo pjesë është me gjatsësi prej 15,5 metra dhe në këtë segment është i parashikuar të ndërtohen 4 viadukte, 4 mbikalime, 4 nënkalime dhe 2 kryqëzime në Gradsk dhe në Rosoman. Autostrada do të përbajë 2 korsi të qarkullimin me gjatsësi prej 3,5 metra, 2 korsi për ndalim me gjatsësi prej 2,5 metrave dhe 2 korsi trafiku me një profil të tërësishëm prej 12,4 metrave. Për momentin janë të ukry me intensitet të shtuar ndërtimin e këtij aksit, deri tash kemi realizimin e projektit prej 39,3% dhe afati realizimit të këtij projekti është deri në korrik të vitit 2023. Presim se në këtë periudhë kohore kjo pjesë të jetë me aktivitet të shtuar të ndërtimeve dhe së shpejti të kemi edhe infrastrukturë më të mirë që qytetarët që të mund të lëvizin më të sigurt dhe në rrugë më të mira. Ju falenderoj.